Работење од дома во сектори каде што е можно, намалување на ограничувањето на брзината на автопатите за 10 км на час, систем на пар-непар возила, потекнување на користење на јавен превоз и споделување на превоз со приватни возила. Ова се дел од мерките кои Европската Унија ги подготви и кои ќе ги испрати до земите членки како дел од препораките на Меѓународната агенција за енергија. Европската комисија ова го прави со цел справување со нафтената и енергетската криза предизвикана од војната на Блискиот Исток. И утре да биде договорен мир, последиците ќе се чувствуваат уште долго, велат од таму. Nobody knows how long the crisis will be, but I think it's very important to underline that it will not be short, because even if there was a peace tomorrow, there would still be consequences, because energy infrastructure in the region has been ruined by the war and continuously is being ruined by the war. Цената на гасот во Европската Унија од почетокот на конфликтот на Блискиот Исток пораснала за околу 70%, а нафтата за 60%. Само за еден месец за увоз на фосилни горива биле потрошени дополнителни 14 милијарди евра. Но за разлика од почетокот на неделата кога нафтата од типот Брент на светските берзи достигна $115 за барел, денеска забележан е пат и се движи околу $100. Сето ова доаѓа по изјавата на Трамп дека САД ќе се повлечат од Иран за 2 до 3 недели. I think with 2 or 3 weeks, we'll leave. Because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. Нападите на САД и Израел врз Иран започнаа на 26 февруари. Како одговор, Иран го затвори Ормудскиот теснец, поради што останаа заглавени илјадници танкери пред се со нафта, но и со други производи. Тоа предизвика криза која се чувствува во целиот свет.